СДСМ веќе поднела пријави, а на наредниот колегиум ДКСК ќе оценува дали ќе отвори предмет за наводите за директорот на СОЗР Ивица Томовски, вели новиот прв антикорупционер Адем Чучул. За случајот со компјутерската фирма пак, која со двајца вработени за 6 месеци, наводно заработила речиси 9 милиони евра, веќе се постапува, додаде Чучул. Во конкретниот случај се спомнуваат голем број на добиени тендери, значи треба да се оцени, да се утврди фактичката состојба, чива е фирмата, историјатот на фирмата и во кои институции има добиено тендер. Значи по отварање предмет, утврдување фактичка состојба ќе оцениме. За трите тендери отворен предмет, за наредните ќе оцениме на дата. Доколку ДКСК и ОЈО отворат предмети и државната ревизија ќе излезе со своја проценка, рече главниот државен ревизор Максим Ацевски. Да почекаме да излезат со резултати и Државната комисија за спречување корупција и надлежното јавно обвинителство ќе процениме во однос на тоа дали има основаност за постапување, но велам, службата за општи заеднички работи беше предмет на државна ревизија. Во момент ги одговараме за белешките на нацрт ревизорскиот извештај и верувам дека до крајот на годината ќе биде објавен конечниот ревизорски извештај. Од Transparency International посочија дека се додека правосудството не е на ниво на задачата, објавени скандали поврзани со институции и функционери без пресуди ќе останат само на ниво на шпекулации. Генерално сите институции се наоѓаат во една хипокризија, тргнувајќи од недовербата во судството, нефункционирањето на институциите, големиот број на скандали кои истите ги тресат во последно време. Сведоци сме на запрепастувачките и уништувачките последици на корупцијата. За состојбата со корупцијата во државава, од Transparency International вела дека се сведува на декларативни заложби, додека нивниот последен извештај за индексот на перцепција на корупцијата покажал дека и оваа година ги немаме минималните 50 поени кои гарантираат дека во државата се одвива некаква борба против корупцијата.